Bonjour chers élèves, bonjour et bienvenue en classe de français. Je m'appelle Viliana Nachoski et je suis prof de français au collège Saint-Clément de Rite de Dilchevo. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'accord des adjectifs. Dobar den na сите, добродојдовте во училница. Оваа наставна единица е наменета за учениците од 8 оделение. Денеска ќе учиме согласување кај придавките при опишување изглед и карактер. Кои се очекуваните резултати од оваа наставна единица? Ученикот препознава машки и женски род, како и множина кај придавките. Ученикот опишува личност и внимава на согласување на придавките со именките. Значи, кога опишувате некого, кога опишувате некоја личност, секогаш треба да внимавате придавката која што ќе ја употребувате да биде согласена со род и број со именката на која што се однесува. Да започнеме со опис на еден другар. C'est mon copain. C'est mon copain Mathieu. Il est de grande taille. Mathieu est beau et souriant. Il est bien sportif. Il porte toujours des vêtements sportifs. Il adore le sport. Il est blond. Il a les yeux verts et les cheveux courts. Il a l'air sympa. Il est bon, ambitieux et très courageux. Il aide toujours ses amis. Il n'est pas timide. Il est bavard. Што забележуваме ученици? Овде се употребени и повеќе придавки. Значи имаме на почетокот мо, која што е присвоена придавка, и ја користиме при представување на некоја личност. Кои се останатите придавки? Beau, souriant, sportif, blond, bon, ambitieux, courageux, timide и bavard. Значи, ова се придавките и забележуваме дека скоро сите придавки завршуваат на согласка, освен тимид, која што завршува на «ъ». Значи, поголемиот број на придавки во машки род во францускиот јазик завршуваат на согласка, но сепак постојат и исклучоци. Да видиме како ќе представиме девојче. C'est ma copine Anne. Elle est de grande taille. Elle est brune, belle et élégante. Anne adore la mode et la musique. Elle a l'air timide, mais elle est bavarde. Elle est attentive, ambitieuse et créative. Elle est très forte en maths. Кои придавки се употребени овде? Ma, brune, belle, élégante, bavarde, attentif, ambitieuse, креатив и фарт. Ма е присвоена придавка, а сите останати завршуваат на наставката «ъ». Значи, сите придавки во женски род завршуваат на оваа наставка. Уште еднаш да ги повториме придавките. Ова се описни придавки. Brun, belle, élégante, bavarde, attentif, ambitieuse, créatif, fort. Donc, comment on forme le féminin des adjectifs? Le féminin des adjectifs est formé avec masculin et la terminaison e. Donc, nous avons ici quelques adjectifs au masculin. Grand, petit, brun, blond, lin et vert. Et maintenant, on va voir le féminin. Grande, petite, brune, blonde, lente, vert. Што забележуваме ученици? Придавките во женски род завршуваат на «ъ». Значи, ова е основното правило за образување на женски род кај придавките. И кога ги изговараме овие придавки, ја слушаме и согласката. Но сепак, постојат и исклучоци. Се надевам дека се сеќавате на првите описни придавки кои што ги учевме. А тоа беа бо,
за машки род, женски род имаше неправилна форма и тоа беше формата бел. Гро, грос, ру, рус, бон, бон. Но постојат и придавки кај кои што на друг начин се образува женски род. Сите придавки кои што во францускиот јазик завршуваат на наставката и, ф, во женски род ја имаат наставката и, в, ы. Оние придавки кои што завршуваат на ы, у, икс, во женски род ја имаат наставката ы, у, с, ы. Оние придавки кои што завршуваат на наставката ы во машки род, во женски род остануваат непроменети, односно имаат иста форма и во машки и во женски род. Оние придавки кои што завршуваат на er, во женски род имаат ы avec accent grave, r, ы, e, o, n au masculin, au féminin vous avez n, ы. Да видиме неколку примери. Спортив, како ќе биде во женски род? Спортив. Браво. Heureux, heureuse. Calme, ова станува исто, calme. Cher, cher. Mignon, mignon. Bravo. On va voir ces descriptions-ci. J'ai beaucoup de copains. Mes copains sont blancs, bruns et roux. Ils sont différents, mais je les aime beaucoup. Ils parlent beaucoup. Ils sont bavards, amusants et sympathiques. Mes copines sont belles, amusantes и креатив. Што забележуваме, ученици? Гледаме дека некои зборчиња се обележени со црвено. Што значи тоа? Се работи за придавки. Што е заедничко за сите нив? Сите завршуваат на буквата С, освен ру, кој што завршува на X. Mes copains, дали е еднина или множина? Множина, точно така. Значи, овие придавки се употребени во множина. И множината ќе се образува на тој начин што ја додаваме наставката С на еднинската форма. Тоа е првото и основно правило за образување на множина. Еве неколку примери. Il a les yeux verts. Les yeux, множина, затоа придавката ver е употребена во множина. Mes copains sont calmes. Les copines de Paul sont belles. Copine е женски род, во множина имаме belle. Mes copines de classe sont amusantes. Значи имаме женски род, множина. Значи и кај придавките од машки и од женски род во множина само се додава наставката S. Но сепак, attention, внимавајте. Кај оние придавки кои што во машки род завршуваат на S или на X, во множина не се додава ништо, туку тие форми остануваат потполно исто. Nicolas est gros. Mes copains sont gros aussi. Paul est ambitieux. Mes cousins sont ambitieux. Гледате дека иста формата и во еднина и во множина. А сега имаме една кратка вежба. Имате по 3 понудени одговори да видиме која е точната форма, односно кој е точниот одговор. Никола е амбициоза, бавар, калм. Ајде размислете малку кој е точниот одговор. Никола е бавар. Браво. Мари е belle, triste, ambitieux. Marie est belle. Très bien. Elle a les yeux verts, vertes, verts. Allez. Vert. Bravo. Elle porte une robe jaune, gris, rouge. Jaune. Браво! Ајде уште еднаш да ги повториме одговорите. Никола е бавар, Мари е belle, elle a les yeux verts,
Elle porte une robe jaune. On va continuer. Ovde naблюдуваме две фотографии. Имаме mon copain, ma copine. Овде се наброени неколку придавки. Некои од нив се за машки род еднина, некои се за женски род. Ќе ги наблюдуваме придавките и ќе видиме која придавка со која фотографија треба да ја поврземе. Започнуваме, значи ќе ги наброиме сите придавки кои што сте овде употребени. Rousse, roux, souriant, belle, mince, mignon, attentif, heureuse. Ајде да видиме Рус. Со која фотографија ќе ја поврземе? Браво! Roux. Très bien. Souriant. Bravo. Belle. Mince. Дали ова е единствениот одговор? Секако не. Mince. Mignon. Bravo. Attentif. Heureuse. Bravo. On va continuer. Mon copain et mes copains sont. Имаме фотографија од еден другар и фотографија од неколку другари. Наброени се придавки во еднина и во множина да видиме дали можете да правите разлика помеѓу придавките. Ајде првата придавка блон, со која фотографија ќе ја поврземе? Браво! Petit. Mes copains sont petits. Très bien. Mince. Mon copain est mince. Beau. Mon copain est beau. Souriant. Très bien. Attentif. Heureux. Дали ова е единствениот одговор? Секако дека не. Поврзуваме и со другата фотографија. Браво. Sympathique. Très bien. Vrai ou faux? Точно или неточно? Да видиме дали оваа реченица е точно и правилно напишана. Ma copine Anne est français. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Зошто? Elle est française. Elle est française. Mon copain est blond. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mes copains sont souriants. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Mes copains sont souriants avec S. Donc, on regarde les descriptions et chaque description correspond à une photo. On va lire. Maintenant, je suis brune et belle. Je porte des lunettes et des vêtements roses. Qui suis-je? Je suis brune et belle. Bravo! Le garçon brun, c'est Laurent. Il est souriant. Le garçon brun, c'est quelle photo? Très bien. La fille blonde aux yeux bleus, c'est Sylvie. La fille blonde, c'est quelle photo? Très bien. Mon copain Henri est roux, mince et vraiment gentil. Mon copain Henri est roux. Très bien. Ma copine Josiane a les cheveux noirs. Elle porte des lunettes. Elle est amusante. Ma copine Josiane a les cheveux noirs. C'est quelle photo? Браво! Браво! Ова беше наставната единица за согласување на придавките при опис на изглед и карактер. Мислам дека ја совладавте наставната единица и според тоа ќе можете да опишете еден ваш другар и другарка. Внимавајте, употребувајте придавки за машки род кога опишувате другар и придавки за женски род кога опишувате другарка. Bon chance à tous et à toutes. Au revoir. À bientôt.